Во Струмица се потребни уште паралелки за децата со аутизам. Ова го потенцираше Спасе Додевски, дефектолог, но и иницијаторот за отворење на паралелки за деца со аутизам. На вчерашното одбележување на 10 годишнината од формирањето на овие паралелки, Спасов рече дека во иднина истите ќе прераснат и ќе се трансформираат во голем современ и стручен центар за деца со аутизам. Ќе најдеме партнер и соработник за нашите идни и поголеми планови, не по важност, ами по одговорност. Им благодариме на сите што на било кој начин и помогна и на утешија во тешките моменти. Ветивме и ќе го исполниме. Овие паралелки за образование на ученици со аутизам како првиот ваков вид во Македонија ќе прераснат и ќе се трансформираат во голем, современ, напреден, стручен и методолошки сеопфатен центар за аутизам, како посебен административно образовен ентитет во Република Македонија, бидејќи ако тогаш го покажавме патот, денес ќе продолжиме да го трасираме истиот, со искрена надеж дека новите текови и трендови во државата ќе ни овозможат да покажеме и докажеме колку и како знаеме. Во 2012 година пуштени се во употреба уште 2 простории, а од самото отворање на секои 5 години се реализираат поголеми проекти поддржани од општина Струмица, додаде Додевски. За сега паралелките за образовниот процес на децата со аутизам во Струмица ги посетуваат 18 дечиња. Од 2007 година се случи отварање на паралелките. Од 2012 година, поради ограничениот простор, се пушти во употреба доградба и опремување на уште 2 простори и училници, со што значително се модернизира и зголеми просторниот капацитет на паралелките. Од 2017 година се опреми сензорна соба и соба за сензорна интеграција на учениците со аутизам поради големите нарушувања во сензорниот развој. Од почетокот па до денес, од тука поминува вкупно 18 дечиња со аутизам, и срекни сме што успеавме да ја зголемиме и оправдаме довербата кај родителите и стручната јавност. И денес, кога се прашуваме како поминаа 10 години од образованието на овие ученици, тука и воопшто во Македонија, како се развива паралелките, констатираме, навистина беше тешко и макотрпно. Бараше посебни амбиции, напор и вончовечко трпение да се скрши ледот, да се направи непостоечкото, а најмногу да се избориме со суровото општество и систем во државата. Светскиот ден на децата со аутизам се одбележува секоја година на 2 април. Една од главните цели на овој ден е подигање на свеста за аутизмот кај сите слоеви во општеството.